Почитувани представници на медиумите, почитувани представници од бизнес секторот, добре дојдовте на денешната пресконференција, организирана од страна на Групацијата за производство на месо и преработка од месо, како дел од Сдруженијето за земјоделство и прекамерна индустрија при Стопанската комора на Македонија. Домашната индустрија за преработка на месо во последните години се соочува со огромни потешкоти во својата работа. Согласно подпишените договори, од една страна влегуваат готови производи и од страна на Унијата и од страна на земјите од окружувањето со 0% царина, додека од друга страна пред се основната суровина за производство на сувомесни преработки се уште има високи царини од 20 до 40%. Наспроти земјите во окружувањето, како што е нашата најголема конкуренција Србија, каде што е од 6 до 9%, Црна Гора, Босна, каде што нема царина, односно 0% царина. Воведените мерки, автономни мерки, кои на барање на групацијата владата на Република Северна Македонија ги воведе пред 3 години за безцарински увоз на замрзнато свинско месо за преработка, ја потврдија својата економска оправданост за домашните преработувачи, и морам да нагласам, без последици за домашното фармерско производство на свинско месо. И сметаме дека само на ваков начин може да се обезбедат реални можности за обстојување и за позитивно работење на домашната преработувачка индустрија. Ово особено ако се има во предвид фактот дека од нова година до сега цените на суровините енормно пораснава. Од некаде 400 евра по тон се плаќаше пченица, денес на светската берза таа веќе иде скоро 1200 евра по тон. Пченката е неполни 800 евра тон, додека на почетокот на годината беше околу 300 евра. Само по себе тоа говори колку се суровините поскапени. За енергенсите веќе да не зборуваме, сите сме свесни дека цената порасна за 100%, па и повеќе, со тежнат пристап до нови извори, исклучување нови договори кои дополнително направива проблеми кај компаниите. Во меѓувреме беа донесени 2 мерки кои исто така беа доста непопуларни и беа оптеретување за домашните компании. Прво беше мерката за замрзнување на цени 3 месеци, а потоа се донесе мерката за замрзнување на маржите. И можеби најголем проблем што сме сведоци во последно време, тоа е војните действија во Украина, кои од една страна резултираат со оттежнато снабдување со житарки, а од друга страна Европа практично заради ваквата ситуација се затвори, така да нашите компании и покрај тоа што имава договори за купување на суровини слично, не беа во можност да ги остварат своите договори, односно мислењата кои ги издава Стопанската комора како властена институција. И сето тоа ја стави во една крајно неповолна положба оваа индустрија. Денес на оваа презентација, односно на оваа пресконференција, се представниците од практично најголем дел од месната индустрија. Оние кои не беа во можност денес да дојдат, го депонираа својот подпис во документот кој подоцна ќе се достави заедно со барањата и до ресорното министерство, како и до владата на Република Северна Македонија, со апел да се донесе уште една автономна мерка во трајање од 6 месеца, особено во овие кризни моменти, за да може оваа индустрија да обстои. Сега ќе дадам збор на председателот на групацијата, господин Гоце Трајчев. Благодарам за одзивот и за присуството. Сите членки на групацијата на месопреработувачи при Стопанската комора и дел од нив присутни денеска. На последниот одржан состанок одлучија да и предложат на владата да го растерети стопанството од политика и да не носат мерки кои често пати се штетни за стопанството, а и негативно влијаат на полнењето на буџетот. Доколку сака да интервенира и треба да интервенира во овие тешки времиња, владата треба да интервенира кај социјално ранливите категории и тоа наменски преку ваучери за купување на домашни производи или плаќање на комунални такси. Но никако не треба интервентно и преку ноќ да менува законски одредби, да менува даночни основи, замрзнување на цени и слично.
Како што видовме и до сега, и покрај тие мерки, ништо не може да го спречи светскиот тренд на пораст на цените на прецена прехранбените производи. Ние како месна индустрија за ова и досега укажувавме и дека со важечките царински давачки нашата индустрија беше ставена во нерамноправна положба со странските производители, пред се они од соседството, но и од Европската Унија. Готовите производи од надвор влегуваат со 0% царина, а ние, домашните преработувачи, при увоз на суровина за истите тие готови производи, плаќаме царина во висина од 20 до 30%. Ова уште повеќе ќе биде, очекуваме дека ќе биде нагласено со се поголемата реализација на отворен Балкан. Така што во такви услови ќе дојде или до затворање на домашните капацитети или евентуално селење на производството во соседството, таму каде што има подобри услови за функционирање. Доколку сакаме да опстане домашната месна индустрија, потребно е ослободување од царинските давачки по примерот на другите преработувачки индустрии, кои веќе користат кои исто така користат увозни суровини за преработка, наведени во службениот весник број 39, мислам дека беше, од февруари оваа година. Уште пред 4 години, во редовни економски услови, владата го согледа овој проблем со кој се соочуваме и помогна со тоа што воведе интервентна мерка на 6 месеци, продолжувана во текот на овие 4 години, за ослободување на 50% од царината на потрошената увезена суровина. Сега, во овие исклучително тешки временски услови, после пандемија имаме војни, имаме високи цени на енергијата и на суровините, најмалку што може да направи владата е да ја продолжи оваа мерка за уште 6 месеци. Доколку сакаме месната индустрија да преживее. Сакам тука да напоменеме уште еднашка. Не бараме помош, не бараме субвенции. Ние, месната индустрија, бараме само изедначување на условите на стопанисување во државата. Благодарам. Повелете ако имате дополнителни прашања. Може малку да објасните што барате во суштина продолжување на 6 месеци? Навика за увоз на замрзнато свинско месо наменето за преработка. Тие вака сега, само момент. Значи, една оваа мерка е до сега користена, даваше резултати и најмалку што треба е да продолжи. Мерката завршува на 5 јуни. Затоа апелираме, интервенираме, повикуваме мерката да продолжи уште 6 месеци. А за да трајно се реши овој проблем, веќе по примерот на други преработувачки индустрии, тоа е веќе донесено. Ова број 39 што ви го реков за крајна употреба. Царината е или намалена или 100% ослободен, во зависност од која индустрија. Веќе е донесен таков измени во Законот за царинска тарифа, веќе е донесен. Службен весник број 39, февруари 2022. Ова. Така е. Пак ќе речам, две мерки се, две барања се за една иста работа. Тоа е изедначување на условите на стопанисување. Готовиот производ, сувомеснати готови производи, кои доаѓаат од соседството, при увоз, само има ДДВ, нема никакви други давачки. Истите тие готови производи, доколку се произведат кај нас, за ист или таков сличен производ, при увозот на суровината ние плаќаме 20 до 30% царина. Автоматски тоа ја зголемува цената. А нашите истите тие конкуренти од матичните земји, истите тие од матичните земји за истиот тој производ плаќаат 15-20% поевтини царини за истата суровина. Ете тоа е.
Значи тоа е изедначување на условијата. А за да не, оти веќе 4 години ја продолжуваме мерката на секои 6 месеци, оти беше прво донесена како тест, да се види да нема штети на домашното производство, да нема фискални импликации и така натаму, беше веќе 4-та година се продолжува. Очигледно тоа функционира. Сега, бидејќи немаме никаков одзив, апелираме најмалку што може сега во овие кризни времења е таа мерка да продолжи уште 6 месеци. А за да трајно се реши, предлагаме по примерот на Законот за измената за царинска тарифа, таа мерка да има 50% ослободување од царина или слично. Видете, од тоа зависи дали од 5 и од 6 јуни ќе имаме поскапи производи за 20, колку што е цената на трошокот за царинска давачка, или ќе останат производите на ова ниво, нормално без, ако има други влијанија, енергетски, кризни и друго, тоа не можеме да го спречиме, ние тоа го кажувавме и предходно. Домашните да се поскапи И тоа ќе дојде домашните да се поскапи од увозните на домашните трговски ланци. Што ако мала тебе не се озва на вашето барање, ќе се затвораат компании, Ќе се затвораат компании. Прво што ќе се случи е дека цената минимум 15 до 20% ќе оди нагоре на местните преработки, со тоа што во можеби некој краток временски период ќе се случи да ние бидеме неконкурентни, домашните производители нема да бидат конкурентни во сопствената држава и тогаш или ќе ги затвараме капацитетите или ќе ги селиме во соседството. Па од таму ќе увезуваме готов производ. Ама рачунајте дека во моментов овие 20 фирми, 20... И буџетот ќе трпи на крај. Така е. Помал бизнис домашен, помал Се е помал. помалку пари во буџет. со домашни капацитети како се стои, како се обстојува на пазарот. Може било кој само Да, може. Ако може, веќе ви давам и податоци, затоа што ние спремавме на основа на статистика, податоци од Агенција за храна и ветерина. Пред месец дена кога доставивме официјално барање до ресорното министерство, односно за економија, и баш ги споредувавме бројките во овој период. Значи, периодот на ковидот, многу интересно, иако не работе во хотели и ресторани, меѓутоа луѓето беа погладно дома. Тој период беше малку зголемена потрошувачката, особено на мерка која беше дадена Ваучери за домашно. Ваучер за домашно производство. Домашни Одма се производ. забележува, значи производството на сувомесни преработки 19 и 20 за една нијанса порасна. За тоа време имаме намалување на увоз на свежо свинско месо, значи ова иде во прилог и на домашните фармери. Од 12.600.000 тони, 12.800 падна на 11.500. Сепак 1000 тоа е 10%. Беше намалено увозот на свежото свинско месо. Како почна 2021, односно крајот на 2021 и кризата, мерките, тенденцијата идеше во обратна насока. Наместо зголемување на производство, имаме веќе благо намалување на домашното производство, од друга страна почна да се зголемува повторно истите бројки, имаме увоз на свежо свинско месо и увоз на готови преработки. Ако 2019 и 2020 имавме намален увоз на преработки, 2021 повторно се покачува увозот. Таа тенденција оваа година ќе биде уште поизразена, затоа што имаме криза. Домашните компании од почетокот на годината, практично последното мислење, последните 6 месеци од декември до јуни која трае, заклучно со 5 јуни, не можеа да ги искористат количините. Неколку компании успеаваат целосно да ги искористат, додека дел од нив не ги искористива, една или две компании во меѓувреме беа принудени, помали компании, да ги затворат своите производни погони. Кога ни побарава од ресорното министерство податоци за искористеност, и ние му доставивме, исто тоа беше и заклучено. Значи, практично 2-3 најголеми компании кои што се локомотива на оваа местна индустрија некои одржуваат, искористија 100%. 5-6 компании кои што се веќе во средната категорија од 80 до 90% има искористеност. Помалите компании воопшто не го искористува мислењето. И оно што беше најлошо од се, Европа се затвора. Значи, они, иако имала договори за испорака на суровини, не им ги испорачава суровини. Од друга страна, имавме, се појави свинската чума.
беше побарано од индустријата да излезе во пресрет, односно во радиус од прво 15, потоа 30 км, све што беше свиња требаше да се заколе и да се преработи. Местната индустрија излезе во пресрет, се тоа беше направено. Исто така и во оној период пред Великден, месец и пол, кога има секогаш вишок на свинско месо, компаниите излега во пресрет на домашните фармери, вишокот го откупи. Што значи дека беше решен проблемот на производителите, тие во меѓувреме цената на светскиот пазар порасна, да, но затоа и тие ги зголемија цените, добија помош од интервентниот фонд на државата, но оваа индустрија со зголемени цени на суровина домашна свежа, односно неможност да се набави замрзнато месо, екстремно за преработка, екстремно високи цени на суровините, житарките, енергенски, дојде во една ситуација кога на вистина некој или ќе затвори или ќе ги премести погоните. Сега една поголема компанија каде што има 400-500 вработени, тоа значи 500 семејства во еден регион ќе останат утре без работа. Отприлика од 1500 до 2000 вработени. Сега груба бројка да се разбере. А дали на компании беше се преселиле надвор, Колку што нам ни е познато не, меѓутоа сериозно се размислува за тоа. Видете, тоа истото се случи и со Хрватска. Кога Хрватска влегуваше во Европска Унија, се сеќам на еден состанок имавме работните групи во Нови Сад за време на одржување на сајмот. Хрватска побара од една страна они да бидат како дел од ЦЕФТА, да можат без царина да извезуваат овде, но побарава во обратна насока. Ние ако треба да извезуваме кон Хрватска, они тогаш да бидат дел од Европа, значи еден двоен стандард побарал, што нормално не беше прифатено. И тогаш најголемите нивни компании дел од своето производство си го преселива комотно по Босна или во еден дел од Србија. Со тоа практично не може да со 0% да излезуваат во регионот, да излезуваат во Русија и Сите поголеми компании. да, сите поголеми компании практично и Словенија и Хрватска го направила тоа. Не би не изненадило ако и некои наши компании еве во Бугарија, во соседството или во Србија ги пренесе. Србија имат од 6 до 9% царина. Тоа е тоа што викаме, а ќе влезе тука без царина готов производ. тоа е тоа што викаме подобри услови за стопанисување. Тоа е тоа што бараме изедначување на условите на стопанисување. Ако во соседството има подобри услови за стопанисување, субвенционирана струја за производство, пониски царински давачки и сето тоа, а за истиот готов производ, а се уште домашните компании имаат и ноу-хау и технологија, многу едноставно тие машини да ги преселат не мора да биде далеку, може блиску до границата и пак да продаваат на домашниот пазар, ама таму ќе биде производството. Тоа е тоа изедначување на условите за стопанисување што го бараме со ова интервентна мерка. И тоа е до негде половично. Значи, имате 50%, не на целокупните суровини што ги употребуваме, една работа, и другата работа имате 6 месеци. Немате предвидливост, немате стабилност во работењето. 6 месеци, па се случува пандемија, па се случува војна. За подпишани нарачки за испорака ви ги откажуваат. А ние ако не ги донесеме до 5 јуни, а нема продолжување на мерката, ги губиме тие суровини. Така да, затоа е па ова другото што викаме претворање во некое потрајно решение кое веќе функционира, веќе постои во државата. Значи не бараме ништо ново. Има доцна за ова барање со оглед на тоа дека велите 5 јуни наредната недела дека ќе има или имате некои неофицијални преговори со надлежните каде што ви дадоа некаква надеж дека Па касно беше и за мерките за ограничување на маржите и замрзнати цени, па беа донесени во петок на 9 април, а важеа од 12 април понеделник. Кој и тоа никој не ни го најави. Ние моравме да се прилагодиме.